Раскажуваме уште една успешна спортска приказна, особено се радуваме и даваме аплауз на млади и момци и девојки кои што ја представуваат успешно Македонија надвор од нашите граници. Денеска ќе се дружиме со државниот првак во пливање Љупчо Ангеловски, заедно со Методи Ангелевски, неговиот тренер. Нашето прво друштво за денеска, Гоце. Да, добро утро, Добро утро. Од тренерот некако наутро вака посабајлички како трема да си има или не е нешто важно? Не. Не? Никако. Тоа кога ја не сум главна улога и кога не малтретирам туги деца. Љупчо успешно ја започна и 2017 година, иако ќе зборуваме и ќе раскажеме за сите твои, односно не знам дали ќе стигнеме за сите, но за повеќето или поважните успеси ќе раскажеме во продолжение, но ајде за она што се случуваше неодамна. Па сега во јануари имавме припреми во Словенија во Крањ и после тие припреми имавме надпреварување. Таму успеав да го постигнам новиот македонски рекорд на 50 метри крал во големи базени. А исто така пред тие припреми во јануар бевме на светското првенство во Канада во Виндзор, каде што успеав да постигнам два сениорски рекорди на 50 крал и на 50 метри делфин. Во мали базени беше тоа светско првенство. Овие припреми сега зашто беа? Овие припреми сега беа како еден почеток за светското првенство кој ќе се одржува во јули во Будимпешта, каде што треба да исплювам норма за да отидам и сега сето тоа е подготовка за таму. Да, подготовките предпоставувам дека се со еден интензитет за да се успее или пак не само да се биде дел од тоа светско или меѓународно надпреварување пливачко, но и да се остави еден добар впечаток. Што значат добри подготовки? Ова е за нас, како што кажа Љупчо, почеток. Ние се стремиме да учествуваме на Олимпијадата во Токио и ова е прва влезна година, Љупчо како сениор, каде што ние мораме да малце да ги расшириме нашите подготовки, да тренираме заедно со словенците, со тие кои што се малце поорганизирани од нас и да направиме што поголема база како би можеле да рачунаме на некаков резултат во иднина. Кои се нормите за во Токио? Нормите во Токио ќе излезат 2018, пардон, 2018 во март. Отприлика тие ги знаеме. Тоа се нема да видат многу поразлични од претходните две олимпијади. Тоа се за нас достижни норми, барем бе нормата, а нормата ќе треба многу да се вложиме и себе си, и финансиски, и организацијски, и ќе дадеме се од себе. Ќе видиме. Колку време соработувате? Повеќе од 5-6 години сигурно. И Методија, како гледаш на Љупчо како пливач? Каде ја гледаш неговата иднина? Љупчо е дел од една многу баба генерација. Он се издвои сега во моментот затоа што се посвети малце повеќе од другите во пливањето, поконцентриране, поредовене, малце повеќе жртва дава и тоа се резултира со резултатот кој што го има моментално. Љупчо моментално е нашиот најдобар пливач во машката конкуренција. Од него е подобар само Марко Блажевски, кој што е веќе 7-8 години во Америка, така да имаме добра перспектива пред нас. Кои се оптималните или пак нормални услови за да се биде еден добар пливач или пак за едноставно да се засакаат водите и базенот? Па, видете сега како, али ние што сме научени е да има топла вода и да имаме термин кај што ќе може да пливаме без да ни врши некој притисок дали треба да искочиме или не. Добра теретана, луѓе што ќе стојат позади тебе, што ќе имаш поддршка. Од било која гледна точка и финансиска и Да. Зашто услови. не може се стане врвен спортист без голема финансиска поддршка и стручен кадар.
Тоа што значи зимава, каде се тренираше, во Скопје или? Па зимава не се Некој тренираше. дел во Куманово знам дека функционира и дека Да. голем дел од луѓето таму одат. Да, Па таму ние одат. одиме таму секој И ден. ние сега се уште идеме таму. Не да Тоа лава значи дека цела. тоа се секојдневни патувања, Да, Скопје Куманово, за да се запази. бидејќи нашиот базен Борис Трајковски имаше некои проблеми, го чистеа, го не знам, поправаа нешто. Али на тој базен имаме ние супер услови, таму си тренираме. Сега тоа што беше дефект овој месец, Си го направи своето, па нема врска, ние компензираме сега, не може да се љутиме на така на е. нив. Методија, некако за Македонија велат дека е земја која што е навистина извор на добри пливачи, но некако условите се тие кои што се. Што вашето искуство низ годините говори за тоа? Имаме ли потенцијал во македонската младина за да изнесеме и надвор добри пливачи? Ние не се разликуваме ништо повеќе од другите. Се разликуваме само во моментот кога ќе треба малце повеќе да работиме. Меѓутоа работата си носи своји услови. Финансискиот момент е најважен, затоа што изолацијата премногу кошта. Тоа значи дека едни подготовки во Словенија од 15 дена нас не кошта по 30.000 денари по човек и тоа она редуцирање финансиски. И ако ние, например, сега настапиме на првиот надпревар кој што нас ќе ни значи исполнување некаква норма април или мај, не е важно, ние ќе настапиме со 15 дена подготовки, меѓутоа, например, еден италијанец или еден германец веќе настапува со 45 дена подготовки. Така да, моментот кога се прекршува резултатот спортски, да кажам, потфрламе во таа финансиска поддршка. Самата желба што ја имаат кај нас децата или веќе изградените пливачи не е доволна за да ние се носиме заедно со појаките наши конкуренти. Треба работа. Пливање и останати други спортски. Многу е важно да се каже дека ние не бегаме од работа. Ние не бегаме од работа. Самиот факт што нас ни беа потребни само 15 дена во Словенија за да може Лјупчо да го постигне последниот рекорд што го постигна или она што го направивме во Винзор со исто така претходни подготовки покажува дека имаме некаков потенцијал, дека се наоѓаме во една златна средина за нас моментално на светското пливање. Меѓутоа, ако сакаме нешто повеќе, ќе треба да бидеме навистина малку посериозни од ова што сме сега моментално. Слушаш, Лјупчо? Пред малку во кадар го погледнавме ова, тоа е од Европските игри во Баку, каде што кога се случува? Тоа беа летото 2015 година. Така, ти беше првиот македонски пливач кој што беше дел од сето тоа или? Да, јас и уште две мои другарки отидовме на тие европски игри во Баку. Што се случуваше таму, со какви успеси или резултати се врати, што постигна? Таму постои младински држан рекорд на грмно, на 50 метри грмно. Имав убави трки, се тоа беше ново за мене. Тоа е како Олимпијада, ама со држави од Европа и тоа е многу големо искуство и можете да замислите каква трема сум имал во тој момент, али тогаш сум бил уште млад. Не знам, сега е подруго више. Ама од тогаш кога ја тргна тремата на страна, да, сега е само успеси поголеми. Ни донесе и неколку освоени медали, ова се два, таму имаме на маса уште неколку, вака може да ги покажеме само да ми ги додадеш. Еве ги, па заеднички да ги скоментираме. Успеси и нели постојано се нижат. Спомени Методија дека си се издвоил од толпата заради тоа што си пожртвуван, се вложуваш многу повеќе и слично. Најдрагото надпреварување кое е? Сега за сега? Па сега за сега најдраго надпреварување ми беше светското во Винзор. Бидејќи ја уште во февруар прв пат кога го бутнав мојот рекорд на 50 метри делфин во мали базени, ја фатив таа норма за да учествувам на тоа светско и ја бев најсреќен од сите можеби. Бидејќи кидам на светско првенство, језда на мали базени, али сепак е нешто големо. Светско. Да. Канаѓаните се потрудија да го организираат тоа на многу високо ниво. Наистина вреди тоа светско првенство да се спомене. Италијанска фирма која што е веќе има долгогодишен договор со светската наша федерација пливачка, Мирта Пул,
се потруди во хокеј арената во Виндзор да направи монтажен базен и сето тоа да изгледа феноменално. Значи да се примети ни еден момент дека е тоа хокеј арена. Да, беше навистина фантастично и мотивацијски за нашите пливачи. Таму се вративме со, не знам, мислам неко 15 на рекорди. Бевме малце поголема екипа, имавме помош од нашите американци кои што студираат во Америка, Анастасија Богдановски, Дамјан Петровски и Марко Блажевски, заедно со Љупчо Горас Чепишевски, кои што направија еден одличен резултат. Прв пат настапивме како штафета и пропуснавме нека 9 секунди на 4 по 50 мешано го соборивме македонскиот рекорд, што за нас беше 15-ти сме у свет. Тоа е добро за нас. Едно многу убаво искуство и ако може да искористам оваа прилика, нашата македонска заедница да изразам една огромна благодарност, да не беа тие, ки имавме малце повеќе тешкоти, многу ни помогна. Супер. Да, и да не беа тие, ќе беше малце поинако. Да, поздрав и од нас до тие кои го имаат чувството или пак сенсот за да дадат поддршка на младите, особено на спортистите, оние кои што се надпреваруваат или пак се подготвуваат во земјите каде што тие живеат. Кога веќе се оди на надпревари или пак на дел од едни олимписки игри или пак од светски или меѓународни првенства, кога веќе се брка одреден резултат, пред подготовките се концентрираш само на себе, на своите лични досегашни искуства и мотивации, или пак се следат и останатите времења на противниците, па тука некаде се врши одреден притисок? Па сега видете, зависи како е одредено од нашата пливачка федерација. Сите сме конкуренција едни со други, но сите сме другари ние, сите се знаеме. И сега нормално е дека секој сака да иде. И ако фатиме сите норми, ја мислам дека можеме сите да отидеме. Но сега ако е ограничено, како например што е ограничено на секое светско, дека од една дисциплина двајца можат да идат. Сега ако сме тројца само во таа дисциплина, тој што ќе има најслабо време нема да иде. Сега нормално е дека едни со други ќе си бидеме конкуренција и ќе се гледаме кој како плива. Не мислев за останатите странски пливачи, дали се бориш лично да ги подобриш, да го подобриш својот собствен рекорд или пак да стигнеш што е можно повеќе поблиску до нив? Видете сега со поубав пласман, ја би го подобрил рекордот секако, пошто не може ние со еден наш рекорд, ете сме на некоја златна средина, да кажеме. А кога би биле во топ 20, во топ 16 полуфинале кога би фатиле, тоа би било, значи пак нов рекорд и пак убаво достигнување. Пливањето е многу, како спорт е многу развиен во светот. Дури и малите земји како што сме ние имаат своја стратегија за настап во пливањето како спорт на Олимписките игри. Пошто покрај атлетиката, пливањето е најважниот спорт, најгледаниот спорт и спорт во кој што најмногу се вложува. Така да, ако без разлика кој друг спорт и да го земам како пример, ако имате конкурентни 10 земји, во пливањето тоа се 120 земји. Така да вие кој ќе отидете на светско првенство и кој ќе бидете 40, тоа не е за подценување. Меѓутоа, нашата цел е да бидеме ние, и ако не ни фали многу, да бидеме меѓу првите 16, да имаме шанса да влеземе во полуфинални, дај Боже финални трки. Меѓутоа, како што реков, тоа е извонредно тешко, треба да се одработи, треба да се биде стрплив и тоа е една долгогодишна работа, значи нема овдека ништо преку ноќ, тоа мора се да биде во циклус, циклусот обично е 4 години. Нашите пливачи завршуваат со завршување на средното школо, не ја гледаат перспективата да продолжат кога се на факултет, затоа што нема финансиски фидбек, треба само да даваш, треба само да работиш. И тука доаѓа моментот кога треба да се препознае, системот треба да препознае еден талент во кој што треба да вложи. Така да, значи, прашањето ви е многу добро. Љупчо се разликува тука од повеќето пливачи, не само наши,
Значи, кај него на старт вие можете да видите одлучност, решителност, дека тој тоа треба да го одработи и да го даде својот максимум. И ако треба, нешто и повеќе. Тој тоа успева да го направи, тоа се виде во Виндзор. Нашите беа воодушевени таму од него, од неговата посветеност како тоа треба да се одработи, така да вие кога имате таков пливач, мислам не е единствен, затоа реков дека еден дел од една генерација, значи треба да се подржи, треба да се негува и треба да се оди понатака. Не тоа да заврши сега сме биле на светско првенство или ќе отидеме на Олимпијада, што многу често не се случува, и да тука заврши таа приказна. Значи тоа треба да биде. Го споменавте. Тренеров многу мотивирачки вака. Браво. Така треба. Така Видите, треба, мотивирани сме од последното нели светско првенство на нашите ракометари. Примерот на Кира Лазаров е пример за сите нас како тоа треба да изгледа и понатака во животот, а не само да се заврши на некоја возраст. Го споменавте школувањето. Љупчо е најдобриот македонски пливач во моментов, па прашањето ми е колку трпи школото, колку трпи социјалниот живот, семејството, пријателите, љубовта. Па, видете, школото не може да се занемари никако. Повеќе трпат социјалниот живот и роднините, и значи сите ми се јавуваат и ми викаат кај сите нема нигде се изгуби, као сега демек на светско првенство беше и нигде те нема. Се правиш правилно. Тој е некој синдром македонски. Баш така, Што не може да се искорени? Не им е јасно дека ја не можам да искочам од дома пошто сум заглавен со тренинзи. Добро, да, кој сватил, кој Да. не, важно Не, е тоа е човек да повеќе си шала, го отколку тера својот филм, свој она што го влече, си го замислува и своите потенцијали да ги искористи на најдобар можен начин. Олимпијада е следниот предизвик? па да. Прво сите светски и европски до таа олимпијада, па олимпијада. Супер, посакуваме многу успеси. Се надевам дека голем дел од работите што ги имате зацртано како тим ќе бидат и реализирани. Ние сме отворени да дадеме поддршка за убавите работи, така што Фала ви со многу. следните златни медали ве чекаме повторно. Фала ви на. Да, со следните Разговорите. признанија ве очекуваме, а пред да отидеме еве јас и Цеце на базен, каде она е неприкосновена во 200 метри делфин. Ќе слушаме. А ти грбно? Јас крал. Крал. Еден е Гоца, крал на кралевите. Да, во продолжение малку ретро-хит, Kiss I Was Made for Loving You. Мислам дека е 79-та, рече нашиот уредник Сашко Ратковиќ, вистински хит кој што ќе ве потсети на убавите денови.